Денеска заедно со директорот на платежната агенција, на инспекторатот, со представниците на институциите, заедно и со новинарите сме тука во Верешко Оризари се со цел да на терен се убедиме во поддршката која што државата ја дава преку мерките од програмата за рурален развој и како таа поддршка практично се реализира во вакви семејни и убави фарми кои што треба во Македонија да се развиваат. Станува збор за поддршка која што доаѓа преку програмата за млад земјоделец, зашто се битни неколку факти и аргументи за она што го работевме поврзано со оваа мерка во претходниот период. Минатата година имаше 626 апликации, од кои што 424 апликанти склучија договор за неповратна финансиска поддршка од 10.000 евра, која што генерално во најголем дел е за набавка на трактори, на механизација и за отпочнување на сопствен агробизнис од страна на младите луѓе. Од сите тие склучени договори, 313 се веќе исплатени од платежната агенција, односно само по однос на оваа мерка 175 милиони денари или околу 3 милиони евра веќе се комплетирани и се исплатени и денеска тука кај Ферит во Оризари сме убедени во таа поддршка со набавката на механизацијата која што исто така како млад земјоделец ја има направено, се со цел да го зголеми и олесни собственото производство, а ние да ја пратиме таа порака дека навистина младите луѓе, младите треба да ги задржиме тука, треба преку ваква поддршка која што ќе се имплементира и реализира да ги потикнеме во развојот на бизнисот во руралните средини и во осовременувањето на ваквите семени фарми. Токму затоа оваа година Министерството, агенцијата, владата решија оваа мерка да биде моделирана, поддршката да продолжи, меѓутоа со одредени модификации кои што ги направивме во самите критериуми. А кој што доаѓа како резултат на сите оние сугестии кои што ги имавме во претходниот период, дека луѓе кои што се вработени во администрација, луѓе кои што не се занимаваат со земјоделство и слично, добиваат одредена поддршка од државата и слично. Денес тука сме убедени дека сето она што како договори се склучени во однос на програмата која што веќе ја затвараме се навистина и тоа не радува луѓе кои што се занимаваат со земјоделство, кои што инвестираат во своите земјоделски стопанства, но оваа година ги заостривме критериумите во делот на филтрирањето навистина на луѓето кои што се млади и сакаат да влезат како нови во овој агробизнис и во секторот. Затоа предност при апликациите на последниот оглас за млад земјоделец има за оние кои што сакаат да инвестираат во постберберни активности, во преработувачките капацитети, во опрема за преработувачки капацитети. Предност дававме на сите оние кои што ќе се занимаваат со органско, дали земјоделско или сточарско производство, за оние кои што се од ридско-планинските предели, за младите земјоделци кои што се повеќе од 2 години невработени, иако критериумите беа многу јасни и прецизни и преку нив сакавме да дојдеме до луѓе кои што навистина сакаат една дополнителна вредност во земјоделството да внесат. Ние сме позитивно изненадени од вкупниот број на апликации кои што пристигна. Овој повик е затворен. Помина рокот, стигнати се 1045 апликации. Може да се каже дупло од претходната година. Агенцијата ќе го започне процесот на административна евалуација, проверка на сите овие апликации и во следниот период секако дека очекуваме дека голем број од сите оние кои што се ќе бидат одобрени од страна на агенцијата согласно правилникот, согласно критериумите, ќе бидат тоа нови средства кои што ќе влезат во секторот. Тука денеска на лице место се убедуваме и уверуваме како овие земјоделски стопанства, како овие млади луѓе не ја користат само поддршката од млад земјоделец, туку дознавме дека имат склучено оваа година и договори за ИПАРД програмата. Навистина, на сите можни начини обезбедуваме повеќе пари да бидат вратени кај граѓаните, повеќе пари да влезат во самото земјоделство и многу повеќе да бидат тоа преку да не зборуваме само за субвенции, туку да зборуваме за нови развојни мерки
како што се мерките од програмата за рурален развој, но и за искористаноста на ИПАРД средствата кои што драстично се зголеми во текот на оваа година, но клучната наша поента денес е заинтересираноста и тоа го потенцираме и сакаме да го подвлечеме, и тоа е добро, заинтересираноста на младите луѓе да започнат агробизнис. Владата, Министерството, агенцијата се тука да ги помогнат. Јас сум лично среќен што имаме над 1000 апликации за овој повик на млад земјоделец и верувам дека тоа ќе бидат и нови средства во целокупниот сектор, и нови вработувања, и нови семејства кои што ќе се занимаваат со земјоделството како главна стопанска гранка, односно гранка која што во следните години ќе ја направиме да биде двигател на македонската економија. Благодарам.